Благодарам, подпредседателка на комисија. Вака сега, каде е лицемерието? Која е буџетов и која ќе бараме повеќе средства за платите на припадниците на Министерството за внатрешни работи, ќе се брани овдека дека се било во ред, дека немало потреба и дека платите ќе бидат зголемени. Не се зголемуваат плати, доаѓа Законот за полиција. И јас лично поднесувам амандман да се зголемат платите на полицијата. Добивам одговор од министерот за внатрешни работи, вели, нема пари вика во буџетот по оваа ставка. Кога ќе дојде ребалансот или буџетот, прво поднесе амандман за зголемување на ставката на заплати на припадниците за внатрешни работи, па потоа ќе го менуваме законот. Еве сега дојде буџетот, поднесувам амандман, сега велат не, законот ќе ги зголемува платите кои што ги нема предвидено во буџетот. За да може да се зголеми плата, треба да има пари во буџет. Ако нема пари во буџет, не може да се зголеми плата. Затоа јас барам 10% зголемување на оваа ставка, за да може сето ова што го вие зборувате да се спроведе на дело. Јас ќе го поддржам со две раце. Во делот на законите, исто така. Да, ние кочевме закон кој што нема врска со полиција, заради тоа што ги користите тие законски одредби за политички реваншизам врз неистомислениците. Затоа што, доколку ги почитувате овие законски одредби, доколку ги почитувате за департизација на полицијата, денеска ќе требаше министерот за внатрешни работи да излезе на прес и да ги соопшти со име и презиме се припадници на Министерството за внатрешни работи, кои што во изминатиот период беа присутни на трибините на политичката партија СДСМ. За истите со име и презиме ќе требаше да покрене дисциплинска постапка и истите ќе требаше да бидат избркани од Министерството за внатрешни работи, затоа што така го вели законот. Меѓутоа не, вие тоа не го правите за вашите членови, вие тоа не го правите за членовите на политичките партии кои што се на власт, вие тоа исклучиво го правите за тероризирање на припадниците на Министерството за внатрешни работи кои што не се служуваат со вашите политики и кои што не ве слушаат, присуствуваат на такви трибини и да ги следат политиките на СДСМ. Затоа го кочиме, затоа што ги користите овие законски одредби за политички реваншизам. Меѓутоа, за многу кратко време ќе се променат работите и овие законски одредби ќе бидат испочитувани дословно и од овој период, затоа што, верувам, ги следите и пратениците на ВМРО-ДПМН уредно со фотографии се објавени на Facebook профил сите членови на СДСМ кои што работат во Министерството за внатрешни работи. Кога ќе го ослободиме судството, кога ќе го ослободиме партизираното Министерство за внатрешни работи, кога нема секојдневно амбасадорите на нашите пријатели земји да не критикуваат за криминал и корупција, сите овие луѓе ќе одговараат во согласност со закон на еден праведен начин. Ви благодарам. Ви благодарам јас на вас. Следен пријавен за